Почитувани граѓани, почитувани новинари, владата предводена од СДСМ го утврди ребалансот на буџетот за 2022 година. Овој ребаланс е важен затоа што со него во време на најголема светска економска криза се прават сериозни кратења во делот на расходите, а средствата се пренаменуваат за мерки за помош на граѓаните и компаниите. За штедата од 200 милиони евра ќе се пренаменат за засилена заштита на животниот стандард на граѓаните, особено на ранливите категории, понатаму за финансиска поддршка на ликвидноста на компаниите, но и за повеќе средства кон земјоделците со цел зголемено производство на храна. Преку навремени и ефикасни мерки се справуваме со последиците од глобалната економска криза. Покажавме дека и во време на најголема светска економска криза платите и пензиите може да растат, трошоците да се намалуваат и стандардот на граѓаните да биде заштитен. Очекуваме, согласно роковите, ребалансот да се најде пред пратениците на матичната комисија, а потоа и на пленарна седница. Ги повикуваме сите пратеници од сите пратенички групи да се вклучат конструктивно во носењето на овој ребаланс, затоа што е битно за граѓаните помошта да биде постојана. Ова парламентарно мнозинство, предводено од СДСМ, досега покажало дека има слух за барањата од опозицијата и дека оние амандмани кои биле издржани и во насока на унапредување на стандардот на граѓаните, ние сме ги прифаќале. Очекуваме дека опозицијата, наместо со блокади и кочење, ќе придонесе со аргументирана дебата и конструктивност при носење на ребалансот. Парламентарното мнозинство останува посветено на реализација на мерки и политики кои се во интерес на граѓаните и државата. Благодарам.